се изведува доказите од обвинителството уште е рано. Умислата се уште виси во воздух, за нас тоа е најбитно. Се уште е рано. Како ги коментирате тврдењата околу делот дека повредата на работниот мозок, како што ние разбравме, е причина за смртта на... Да, ама обештечењето стои дека друга е причината за смртта. Се релативизира денеска и тврдењето и обештечењето денешното излагање на вештите лица се релативизира од кога му беше предочено дека обештечењето има друго напишано. Тоа е. Че има време, че излезе во јавност. Дека главна причина е за повреда на работниот. Се релативизира после. Значи не може да значи дека е Се релативизира како е настаната таа повреда. Че имате понатака можност уште две вешти лица треба да се сослушаат, па после тоа има време. Да, но ќе потврдите и вие самите дека имало пад, дека имало удар од со бокс, имало тоа пад. сите знаеме. неспорно е тоа. Токму тоа го Неспорно е тврдат дека има. вештаците, дека тој пад допринел за тоа да настане таа повреда на работниот мозок и да настане. Вештите лица дава само можност како може да настанат повредата, на овој или на оној начин. Да. Во конкретниот случај во обештечењето стои дека е од падол, сега кажува дека е од вртење на главата. Така да има две. Да, вела дека имало. Според вас како настанала смртта? Немаме уште докажано тоа. Имаме уште за докажување, рано е. Браните клиент, верувам дека Да. Ние ја браниме дека нема направено кривично дело што се става на товар. И стоиме на тоа. Умислата до сега никаде не знаеме тоа, обвинителката ќе каже. Треба да изврши поремна квалификација, па за понатака да видиме како ќе се браниме ние. Како адвокат на Клементина, сакам да ве прашам истовремено, има удари од нејзина страна, посебно со колоцање со нога. Мислите дека тие повреди допридонеле? Не, во никој случај. Не. Во никој случај. Не може да допринесе за смрт. Во никој случај. А може ли да во целиот случај практично нели ако е работниот повреден и тие повреди да само се дополнат таа смрт? Не. Исто не. Не.